Тука сум да образложам наш предлог за изменување и дополнување на Законот за јавни патишта, што практично со кој се предвидува намалување на надоместокот за користење на пат, односно популарно кажано трошокот за патарини, на дури 50% од тоа што моментално изнесува. Сметаме дека во оваа фаза на енормен раст на трошоците за живот кај граѓаните и во фаза каде што владеачкото мнозинство не ги прифаќа предлозите на синдикатите за покачување на минималните плати, во период каде што нашата држава секоја година плаќа по 300 милиони евра за членството во воениот сојуз НАТО, сметаме дека овој предлог со кој што за 50% ќе се намали трошокот за користење на пат, односно патарините, ќе биде едно олеснување за буџетот на граѓаните. Особено ова е важно затоа што Скопје како административен центар и како град кој што сета активност е концентрирана во Скопје, имаме луѓе кои што од околината и од периферијата секојдневно патуваат во градот за работа. И сега тука е проблем според некои наши истражувања, луѓето од Куманово, например Штип, Велес, во просек, доколку секој ден патуваат во Скопје, во просек трошат дури 2 до 3 плати годишно за патарини. И сметаме дека тоа е недозволиво, додека вие, колеги, како пратеници при користење на вашата привилегија за патни трошоци, каде што ви се рачунаат токму и трошокот за патарини, редно е овој закон да го поддржите и вие, за да се олеснат трошоците на луѓето кои што особено за работа патуваат до Скопје. Со овој предлог сметаме дека директно ќе се, без да се остави можност тоа да се уредува во подзаконски акт, затоа предлагаме тоа да биде директно уредено во законот и за да нема подоцна манипулации и други изигрувања на тарифата за патарини од институции кои што се од извршната власт, туку тоа да биде уредено токму со нашата волја, со нашите гласови и доколку постои политичка волја, а верувам дека постои, се надевам дека ќе им олесниме на граѓаните кои што секојдневно патуваат по нашите патишта, кои за жал морам да нагласам дека и покрај тоа што надоместокот за пат е многу повисок не само од Европа, туку и од регионот, во споредба безбедноста на патиштата и квалитетот на патиштата за жал се на едно можеби најниско ниво во регионот. И оттаму уште пооправдан го прави овој предлог за да се намали трошокот за патарина. Благодарам.